Почитувани мои, добар ден. Вие сте со петочново издание на Црвена линија. А во ова издание со вас ќе зборуваме за следново. Корупцијата ги изеде парите од Европската Унија, непотизмот и понатаму владе, а изговорите го заземаа местото на реформите. Не може во Европска Унија ако ги сакате само парите на Европската Унија, а не и вредностите, кажа холандскиот амбасадор Дик Јан Коп и испрати остри критики и јасна порака. До кого е испратена оваа порака според вас? До лидерите на политичките партии во Македонија или можеби до нас граѓаните? Кој треба да се стави прст на чело? И сега ако имаме уште едно прашање до вас, дали допираат овие пораки до политичарите? Зошто чекаме амбасадорите да им залепат шлаканица на нашите политичари, наместо тоа да го сториме ние? А она што секако треба да го сторите е да не заследите на Facebook Црвена линија, да продолжите да коментирате, лајкнувате и шернувате, секако истото тоа да го направите и на Facebook профилот на Телма телевизија и задолжително да ве видиме и на Инстаграм. Зошто? Затоа што активно со останатите инстаграмџи ќе можете да ги давате одговорите на нашите секојдневни анкети. Денешната анкета изгледа и гласи вака. Дали политичарите навистина сакаат да не внесат во Европската Унија? Две опции имате за одговор, да, не, кликнете на вашиот одговор, а резултатите во проценти ќе ги соопштиме кон крајот на ова издание на Црвена линија, поточно веднаш по рекламите. Сега останува да ве подсетам, за да не биде како во вчерашното издание на Црвена линија, значи на самиот старт. Иако повеќе пати повторуваме, очигледно некои од гледачите кои што имаат прво искуство со контактни емисии од овој вид, ве молам по завртувањето на телефонскиот број 023070005 веднаш намалете го тонот целосно на телевизорот, а мене ќе можете да ме слушнете преку телефонската слушалка. Па ако сте подготвени и ги имате одговорите на нашите прашања, еве ќе почнеме и со првиот гледач кој што можеби најдобро да го прашаме прво што мислите по овие изјави, кој треба да се стави прст на чело и до кого е испратена оваа порака, која што едноставно гласеше: не може во Европска Унија ако ги сакате само парите на Европската Унија, а не и вредностите. Добар ден. Добар ден. Ајде да се втосаме емисијата. Да се втосаме емисијата и да ви речам добар ден и благодарам за јавувањето. Амбасадорот си кажа самиот на себе. Зашто? Затоа што овие наши политичари уште 6-7 месеци додека не се изборите, преокупација ќе му биде кој да победи, како да победи. Не холандскиот, ќе дојде и шведскиот, ќе дојдат и белгискиот, и сите амбасадори само ќе не зборат. На кого ќе зборат? Ова проклето Македонче немало држава уште од цар Самуил 1067-8 година и нема ни да има со овој народ. Ние сме проклет народ. Во позитивен контекст. Нека ми проще. Зашто? Да не можеме еден Македонија со 1500 и 600 колку сне, пошто Бајаги ни избега. Да не може еден ред, една дисциплина. Почнувајте од судовите. Кој како ќе му текне, сега дојде Џолев, го немаше долго време, кривичниот. Па ти беше на тоа. Зашто не дадеш ти предлог до овој суд, до оној суд? Зато и кам овие амбасадорот, џабе му е. Нашите, паролата ќе биде караванот си врви, кучињата ќе си лајат, те ќе си зимаат од фондови. Еве, што бивна со таа димовска што зимаш од тие фондови? А име само едно прашање, ви се чини ли дека политичарите навистина сакаат да не внесат во Европската Унија? Не. Ако ќе има таму строги правила, значи ќе не може кој како ќе му текне. Поточно тие од ДУИ. Благодарам многу, Иве, како и самите рековте за севтосувањето, односно за тоа што бевте и прв гледач во ова издание на Црвена линија. Продолжите да не следите и за сите останете уште една препорака. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето на секое излагање. Да видиме каков одговор ќе добиеме од следниот гледач. Еве, конкретно ќе почнеме со ова. Дали ваквите пораки допираат до политичарите? Добар ден. Добар ден.
Допираат ли ваквите пораки до политичари? Не. Не, тоа е лажи. Тие лажат така. Каква Европска унија, бе? Таа видиш како поштени свет. Не поштени свет нема таму. Значи, тоа се лопови не види. Не знам дека Европа се амбасадор ни кажа нема да влезете во Европска унија, ние ќе го удариме. Не, ето. Холандија. Најбогатите ќе пучу, ајде. Не ги гледа внутре. Али, нема тоа вече. Тоа е тоа, Тина. Биди поставяне за живе. Благодарам, бидете поздравени и ви секако продолжете да не следите. Одиме со уште еден гледач и наскоро ќе ги вклучиме и твитерџи со нивните твитови, па така да ќе ја прошириме комуникацијата, па ќе можете и да се надоврзувате, секако може би со некои да не се согласувате. Добар ден. Добар ден. Па да ви кажам, ова не е никаква шлаканица, ова народот го збори, не знам колку години со ред. Меѓутоа, за жал, народот никој не го слуша, амбасадорите. Па и амбасадорите гледам дека не ги слушаат. Значи, дале пари, им помогнале да направат што требе, што ти ја знам, судство, корупција и се. Меѓутоа, мене ова поише ми личи како корупција. Значи, Европа им дала пари и сега вие за овие пари треба да завршите тоа. Кај нас ништо не важи. Него сега треба сите тие што ги зеле парите, зашто народот ништо не видел од тоа, лично нив, значи од нивниот имот, да Холандија да си наплати, не од народот. Не од буџетот, него лично од нив, па да видите тогаш малку дали некој ќе се расвети. Инаку ова нив им е какво влесување во Европска унија. Па дали сме ние како луѓе, не знам, неписмени или како да се изразам, дека гледаме дека ние никој пат нема да влеземе во Европска унија. Значи гледате, само не оценуваат со уцени. Нашите политичари не оценуваат затоа што еве им се дадени пари и они треба да одработат, да го отворат уставот, да им се даде да влезат бугарите и албанците да бидат уставопроен народ, затоа им е платено на нашите политичари. И сега они тоа треба да го одработат и сега амбасадорите овдека ми кажат, што ќе ми кажеш, влези, фати ги загуша, ги знае сите овде што треба направи. Ова е само мачкање очи на народот. Значи, ова нема никој пут да се случи. Нас отворен Балкан ни направија. Што сакате вие во Европа кога имаш отворен Балкан? И еве ти кажат Макрон, други, трети. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Уште еднаш само внимавајте на тајмерот. Секако, ако сакате дополнителни 90 секунди, повторно можете да го завртите телефонскиот број. Добар ден. Добар ден, Македонија. Кој треба да се стави прст на чело е првото прашање. празник на нашата македонска револуционерна борба и Бог да ги прости сите борци кои загинале за мене, за тебе, да живееш слободно и да живееме слободно. Бог да ги прости, Бог да им подари вечен живот. Сега, ако ни видат пример, они кои загинале за Македонија на 20 годишна возраст, млади, кои не барале ни плата, ни пензија, ни привилегии, ни школство не барале ни здравство од Македонија, а животот го дале за Македонија, за мајка Македонија, ако не видат тие пример, тогаш ќе имаме секогаш добри политичари и народ кој одбира добри политичари. Еве кажете ми дали допираат овие пораки до политичарите? Оние кои имаат душа и срце за Македонија ќе го сватат ова, но тие од западот ги донесоа овие на власт. Срушија легитимна власт која правеше добри дела, инвестиции, фабрики, развој, економија, булевари, автопоти, тие срушија таа легитимна власт. И го донесо Заев. Што беше Заев, да го прашам? Аболициран беше Заев. Кој носи на власт во било која држава? Аболициран. Кие го донесо Заев на власт? И СДС, и ДУИ. ДУИ кие ги донесо на власт? А еве ви се чини ли дека политичарите и од сите политичари, значи, сакаат да не однесат нас граѓаните во Европска унија? Има разлика. Некој што гради фабрики, тој е политичар и прави добри дела за Македонија, кој купил 150 нови комбиња за брза помош, кој купил возови нови, авиони за гасење пожари. Тој водел кон напредок, фабрики, индустријски зони. Тој водел и таа партија ВМРО правеле добри дела. Благодарам за јавувањето. Значи, еве да подсетиме за темата за која што зборуваме. Она што
ќе подсетам уште еднаш е пораката, односно корупцијата ги изеде парите од Европската Унија, непотизмот и понатаму владеа, изговорите го заземаа местото на реформите. Не може во Европска Унија ако ги сакате само парите од Унијата, но не и вредностите. Ваква порака испрати холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп. Што значи сега ние во црвена линија вас ве прашуваме, кој треба по ваквите пораки да се стави прст на чело? Зошто чекаме амбасадорите да им залепат шлаканица на политичарите, наместо тоа да го сториме ние граѓаните? И дали воопшто ваквите пораки допираат до политичарите? И дали политичарите и сакаат воопшто да не внесат во Европска Унија? Добар ден. Добар ден и убав ден, Барбике. Најубав Вами ден. на вашата екипа. Поздрав и до Вака вас. политичарите немаат слух за тие работи. Нив како им одговара така, ама кој сака нека зборат. Од едно уше влегува, од друго излегува. Толку сине, ви благодарам за остапеното време и пријатно. Благодарам и вам што бевте исклучително куси, но и јасни, така да ете слушнавте досега што рекоа гледачите, па продолжуваме да видиме какви останати одговори ќе имаме од вас. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Ајде да искажеме, значи, кој треба да се стави прст на чело? Оние што гласале за лоши политичари. Јас секогаш сакам да поддржам политичари, па нека си од СДС, кои прават добри дела, но во СДС такви нема. Кажете ми, која фабрика јас отвори СДС во 30 години? Ајде кажете Као ми да меѓу парите? политичарите сите на куп. Конкретно ве прашувам, дали ви се чини дека сакаат да не внесат во Европска Па, Унија? има дел кои сакаат. Они кои не сакаат, сакаат да ловат во матно. За корупција тука зборувате така. Со СДС на власт бевме 120-130 место по корупција. ВМРО од тоа 130 место ја стигна Македонија на 66 место по корупција. И замисли, дел гласаја за тие октопотнели СДС и да не вратат сега пак на 130 место по корупција. Тоа е разликата. Кај се парите во Ајде да прашаме зошто чекаме амбасадорите да им залепат шлаканица на политичарите, наместо тоа да го направат граѓаните. Јас секој ден се борам 30 години за правилни луѓе на правилни места, они кои сакаат Македонија. 30 години се борам, јас не чекам некој друг да ми кажи, свесен сум, паметен сум, и вие сте свесни. Ако поддржуваат некои, видите луѓе, да ве прашаме, дали може во Америка да има на власт партија со 13 пратеници, да добија целата држава, функции, министерства, председател, премиер, на собрание. Не може. Кај нас овде кај СДС му дадена тандуи со 13 пратеници да се цареви, господари, окупатори во Македонија. Благодарам многу за јавувањето и продолжуваме понатаму. Одеме сега да ги вклучиме малку и твитерџи, да Мандалоријан напишал и Ескобар да ги искара, и Ескобар ги искара скорото и ја гелера, ама мафијата наша ни срам ни перде, се некој друг им е крив. Па ние ве прашуваме дали воопшто ваквите пореки допираат до политичарите, како ви се чини? Кој е оној кој што треба да се стави прст на чело и секако дали имате впечаток досега дека воопшто политичарите и сакаат да не внесат во Европска Унија? Добар ден. Ало. Добар ден во црвена линија. Добар ден, Тина, ве поздравувам. И јас ве поздравувам. И ви благодарам што ме уклучивте. Вака убава тема и убаво прашање е тоа. Дали сакаат да не внесат политичарите во ЕУ? Можете сериозно прашање човек за да одговори за реално. Реалноста е дека тие мислам дека и не сакаат. Сега јас да одговорам на моето прашање зашто зборувам дека не сакаат. Па сите тие услови, тие реформи што ги бара ЕУ да ги направат, нашите политичари не успеа да дојдат до таа задача да направат никакви реформи. Еве зборуваат тие за администрација реформи, во судство реформи, сегде бараа реформи, тие ништо не направија. Парите кои што ги пушташе Европа за продуктивни работи, тие се непродуктивно ги трошеа парите. Каде ги трошеа непродуктивно парите?
Па, продуктивно ќе бидат како се наменат за изградба на Да, но некои... каде ги трошеа тогаш овие пари? И трошеа парите за плати, за пензии и поголем дел за криминал. Како го прават, не знам. Меѓутоа, и кажа и холандскиот амбасадор кој се јави тамо, не знам, дека не се насочени парите во прав правец, во политиката која што е водат оваа власт. Меѓутоа и претходните истото, сите, па сега пак и они ако дојдат, и пак и они ако дојдат, ние, значи, изминативе 100 години, само ќе говориме за криминалот, а тие и понатаму. Нема... Внимавајте само на тајмер од 90 секунди, уште еднаш подсетувам и сега како благодарам за учеството. Ево уште еден твит. Вујкото Ване напишал: би им било тешко доколку имаат образ и достоинство. Вакви какви што се, гајле не имаат. Па немаат ли гајле политичарите? Еве, дали ваквите пораки допираат воопшто до нив? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Допираат ли... Сигаме од Прилеп. Поздрав до Прилепчани. Допираат ли ваквите пораки до политичарите? Да, од кај патриотот Трајче. Од патриотот Да, Трајче, вака ве се поздравуваме, граѓа да ве Трајче. Трајко се јави. Ало, Вие сте Трајче, така? не сум јас Трајче. Тале ви се јави 2 пати. Кажете така е. ми што ви Ајде да не одговори го на- губиме времето за гледачот кој што 2 пати се јавил. Дали мислите дека на политичарите... Немој да исклучуваш сега. Па не ви исклучуваме. Дали мислите дека овие пораки допираат до политичарите? Да. Да. Меѓутоа одговори ми што Трајко кажа на 2 пати го пуштате на темава. И па 2 пати успел да заврти да се вклучи. Најголемиот неработник. Значи, слушајте, црвена линија не постои за да се навредувате меѓусебно, постои за тоа да си го искажете вашиот став. И јас ве замолувам, може да не ви се допаѓаат ставовите, да ви иритира тоа што некој може бете му успева упорене да добие 2 пати. Но целта на секоја издание на црвена линија е вашите 90 секунди, да ги искористите да го кажете вашето мислење. Црвената линија ќе биде вклучена, се разбира, секогаш кога ќе упатувате навредливи зборови кон останатите, кон било кого, доколку ширите говор на омраза и секако имате вокабулар кој што асоцира на насилство. Се може да се каже, секако треба да внимаваме и на реториката и на етиката. И затоа секои 90 секунди нека ви бидат драгоцени, слободно и како гледачот за кој што се коментира дека успева 2 пати да не добие, имаме искуство и со други гледачи, додека трае црвена линија, слободно завртите го повторно и добите уште нови 90 секунди. А сега се вратиме на темата. Конкретните прашања се следни. Пораките кои што ги испрати холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп, дали воопшто допираат до политичарите? Или имате впечаток дека им е гајле, како што пишуваат некои твитерџи? Дали имате впечаток дека воопшто политичарите сакаат да не однесат во Европска Унија? Добар ден. Добар ден, Македонија. Леле, 3 Слава пати на се Бога. јавувате и сега ќе не искараат за ова. Слава на Бога, добивам по 3 пат со Божја помош, Божја промисла. Да го поздравам ове од Прилеп, да му кажам дека Тале се радува на хероите од Прилеп, од градот Херој. Сега вака, дали имаме нешто да кажеме на темата? Црвена Па имам линија? сигурно, ќе кажам пак на темата. Не се сите политичари исти. Еве видим пример. Сигурно тој холандски амбасадор гледал дека во Штип еден премиер и една влада порано градеа нова болница, клинички центар за цела Источна Македонија. Иди СДС на власт, 7 години го блокираа таа болница. Кога беше ковид, нали, таа зараза, болните беа во контейнери, а не во болница нова зграда, нели? И за кој? Јас сум за болница која се гради со ВМРО и Груевски, а ова е за болница која се блокира и таму таа 7 години е блокирана таа болница. Возиме од Прилеп. А еве, дали ви се чини дека ќе влеземе во Европска Унија? Како ви изгледа?
Молам? Дали ви се чини дека во догледно време ќе имаме можност? Тешко, нема шанси. И таму владаат големи неправди, поготово кон нас како македонци, не уценуваат да се обезличуваме, да си менуваме име, идентитет, јазик, ова, не се, прифаќаат бугарски антимакедонски уцени, онај демократија и човекови права, што го прави Бугарија и Грција, нив не ги оценуваат, не ги притискаат нас цело време. Зошто? Дека имаме благословен народ кој признава малцинства, дава максимални права и пак е проблемот кај нас како македонци. Не, таа Европска унија е многу дволична, која беше дволична и во 2001 година и сега е дволична со Бугарија и со Грција. А сепак проблемот е кај нас кои 80 години виткаат кичма пред душмани на Македонија, а секогаш мразат македонци и македонско. Така и пред мене, ме мрази мене како македонец, а сака да има власт СДС која ништи си македонско, која фабриче не отвори. Добро, благодарам многу за јавувањето. Ајде да се навратиме на пораките на холандскиот амбасадор. Беше конкретен и рече дека изговорите се тие кои што го заземаат местото на реформите. Како и да е, пораче дека не може во Европска Унија, ако ги сакате само парите, но не и вредностите на Европската Унија. Ваквите пораки дали допираат до политичарите? Кој е оној кој што треба да стави прст на чело и како ви се чини? Дали политичарите воопшто сакаат да не однесат во Европска Унија? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, одлично, повелете. Јас прв пат ви се јавувам и просто сум изненаден од реакцији на гледачите на оваа емисија. Знаете, очигледен факт е дека нашата држава, ако не е прва, ама меѓу првите 3 држави како најкорумпирана, сигурно се наоѓа на тој редослед во Европа. Инаку, зарем не е страмна работа, оној познат криминалец со 36 стана, свадбарот, да прави свадба од 2 милиони евра, што ги заработил со голем пот, односно со насилие, со прислушкување и со разни криминални марифети, да уринира од балконот на мериот, по сите и по ВМРО ДПМН, и по СДСМ, и по другите парламентарни партии, и по законодавната власт, и по судската власт, па дури да уринира и врз црната листа на Соединетите Американски држави. Па зарем има поголема срамота? Па зарем има поголем опис за нашата држава од оваа појава на овој криминалец? Еве зошто чекаме амбасадорите еве да ни испратат порака? Зошто тоа не го прават граѓаните, ние? Па треба ние да го правиме веќе, тоа е тоа. Па што да прават тие? Тие не можат сами, тој и нив ги уринираше тој. Така, големо благодарам еве при се што се охрабрите и за прв пат се вклучивте во црвена линија. Драго ни е за сите оние кои што ќе го сторите тоа и се надевам нема да биде последен пат и ќе дискутирате и во некоја наредна прилика и нова тема. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Многу тивко ве слушам. Ние одлично ве слушаме. Добро тогаш. Голем поздрав до вашата уредувачка куќа, до режисерот што ме приклучува и лично до вас што убаво е водите и коректно емисијата. Испраќаме поздрави од целата редакција и до вас. Кој треба да стави прст на чело? Па се знае, тој што влада и тој што кради. А кој влада и кој кради? Владата. Кој друг? Народот не. Дали требаше да дочекаме ние странците да не опоменуваат, американците не опоменуваат, холанджаните не опоменуваат, швеѓаните не опоменуваат, ние сме оперисани од сите, немаме ни страм ни перде, така да ова власт не е власт, ова е само бетар од Тексас. Народот гладува, болните умират, децата безпарно, а тие
игри си играт. Кај отидоа парите? Во судите подплатени за да ги пуштат ајдуците, арамиите, продадените души, за да му е вршат сега кампањата. Предизборно. Ништо повеќе. Ништо помалце. Така, големо благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Сега во продолжение повторно ќе ги вклучиме твитерџи. Ова е твитот на Карамба Барамба. Напишал: Денес сите се запнале да му одговорат на холандскиот амбасадор. Лицемери биле, двојни стандарди, бла бла. Се што кажа човекот е чиста вистина и ниедно објаснување или оправдување нема да го смени фактот дека ние ниту еднаш не покажавме дека сакаме да се бориме против корупцијата. А ние во Црвена линија ве прашуваме дали политичарите навистина сакаат да не внесат во Европската унија. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден. Па сакаат ли навистина политичарите да не внесат во Европска унија? Па јас мислам дека не. Зошто? Знаете зошто? Зошто ние што имаме зор, тебе сакаме се бориме да влеземе во Европска унија, меѓутоа тие и не им треба ни влез во Европска унија, они имаат паричка на страна, така да во секое време можат да си шетаат, да си го шетаат светот и да се шетаат низ Европската унија. Така ли е, Тина? И кој ќе речат кој треба да стави прст на чело, не пораката само беше дека политичарите. не може само да се сакаат парите од Европската унија, туку треба да се земат и вредностите од Европската унија. Да, мила, ама дали видите нешто вака, дали намириса барем малце од парите од Европската унија, јас и ти? Не видовме. Па барем да се направеше нешто да рече ова се пари од Европска унија. И кој е тоа да дволичност? Ние со душа ве чекаме, вас ве нема, не баре ние неќеме, па они еве со сила не терат или не знам како. Па чим е Бугарија членка на Европска унија, зошто не и наложат дека треба да се тргне од да тргне раката од Македонија и за да може да влезе во Европска унија. Ајме, зошто чекаме, например, некој од надвор да им залепи шлаканица, да речеме, на политичарите, а наместо тоа да го сторат граѓаните? Бе, јас не знам, за тоа треба прст на чело, не само политичарите, повеќе и граѓаните да си стават. Јас не можам како единка шамар на никого да удрам. Така, големо благодарам за јавувањето. Еве уште еден твит. Дали сте свесни, напишала Тантела, дека ако навистина почнеме да се бориме против корупција, нема еден што бил подолго од 5 минути во политика што нема да заглави затвор. И 99% од бизнисмените. Самостојна Македонија е основена врз корупција, мамење и крадење и нелегална трговија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, повтор пат. Ако дозволено е, кај нас да. Вие Тина поставивте едно прашање како беше дали политичарите сакаат да не внесат во ЕУ. Да, дали навистина сакаат да не внесат? Ја викам повтор пат дека не сакаат. А сега, пошто ми беше кратко времето, да образувам зашто. Затоа што беззаконието владее кај нас во Западен Балкан и во Македонија. А ако влеземе во ЕУ, тие не може да крадат. И затоа не сакаат, они не кочат да влеземе. Сите партии кочат да влеземе во ЕУ. Ја нема граѓанин, не сметам дека ни еден граѓанин на Република Македонија, без разлика на вера и нација, сите сакаат во ЕУ да влезат. Па дури нашите деца работаат во ЕУ таму и така да, ние сме дел од ЕУ и таму припаѓаме, политичарите не го овозможуваат тоа. Зашто не го? Не дека се неписмени, не дека не знаат. Не знаат реформи, се знаат. Меѓутоа, подобро им одговара тука. А покрај тоа, најголеми виновници се знаете кој? Ние кои се јавуваме, како мене. Со пенкалцето не знаеме за кого да заокружиме. Тоа е шлаканицата, а не раката. Нашето пенкалце. Кога би знаеле како да се постапиме за овие 32 години, кои што ги познаваме, и колку влакна на главата имаат политичарите, ние и понатамо си тераме сами на себе зло, си нанесуваме зло со нашето пенкалце кои 24-та година очекуваат некои партии дека бом ќе направат, пак ќе се вратат или овие ќе останат и пак ќе не плачкаат. Она е тоа нашиот, значи јас
И моите сограđани на Република Македонија, ние им дозволиме тоа. Ако не ги ставиме и не ги оставиме на власт или да се вратат, така ние ќе се спасиме од нив. Се бара трета опција. Ако се најде спасот за Македонија, само тоа. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште еден интересен твит од Шешир. Напишал, така е, се точно кажа, ова се однесува на изјавата на холандскиот амбасадор. Корупцијата може да се победи единствено само со градење на свест и желба за праведен и морален систем кај секој поединец. Она што не го кажа, исто е точно дека Европската Унија во однос на Македонија повеќе пати наложи, поддржа или премижа токму спротивни активности. Ние ве прашуваме кој треба по ваквите пораки на холандскиот амбасадор да стави прст на чело. Дали воопшто ваквите пораки допираат до политичарите? И дали навистина политичарите и сакаат да не однесат во Европската Унија? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Намален е. Добар ден, Тинче. Добар ден, поздрав. Поздрав до сите со цела редакција, до цел македонски народ, до сетио. Слушај, Тинче, знаеш кој треба да си кој е прст на умо, на челото? Ние народо. Оти знаеш што правиме? Леле, овај ми услужи, сега ќе гласаме за овај. Леле, овај, онај, и сите гледаме партиски определени, слушам на сите овие дебатни емисии. Се јавува само партиски определени. Ајме интересно, не сакајки направивте грешка, па рековте наместо прст на чело, прст во уво. Па дали политичарите по ваквите пораки ставаат прст во уво? Ни на умо клава, ни на чело клава, Тинче. Нигде не клава. Знаеш како велеше баба ми? Кога пазареле куќа и прашале, кажи дете куќата која праеше, татко ти или ти? Е, татко ми. Ако ја праеше татко ти, дај да се пазариме, оти ќе ја дај пошто зашто. Така и нашите политичари. Тие не изградиле ништо, дајте ќе продајме, оти многу ни е гајле, не боли. Ако изградиле нешто, ќе ги боли да го продава и да жала за народо. Ете, тоа е тина што не боли. Зашто сите дојде без разлика. Во Пријеп има еден многу убав збор. Како он, така Џон. Кој сака нака дојди. Секој ќе гледа за џепо и тие околу него што трча, да ги намешта на убави места и да вика браво и да слука за нив. Ние сме многу чуден народ, си скаравме со сите, со секакви мултиетнички, не знам какви, од каква вера, живеевме сите братски, сега најчиме да се видиме. Зошто? За интересот на политичарите, за нивните џепови и за ништо друго. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште еден твит од Карамба Барамба напишал: Европската Унија нас не ни е шеф за да ни наложи, ниту ни е контролор за да премижува. Се што правиме си има последици по нас. Европската Унија не е крива, ние сме криви. И наместо после ваков шамар да запнеме максимално со јавен притисок за борба со корупција, на повеќето од нас амбасадорот им е крив. А ние прашуваме и зошто чекаме амбасадорите да им залепат шлаканица на нашите политичари, наместо тоа да го сториме ние. Добар ден. Ало? Здраво, во црвена линија сте. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Ало? Дали не слушате? Во црвена линија сте. Кажете? Ало, ти? Ве слушаме, повелете. Во врска со нашите министри. Ме слушате? Да, продолжете. Се додека не се смири ситуацијата со тие плати и тие штрајкови, додека не ги намарат на министрите, мир ќе нема во државата. Една работа оти не разберат овие луѓе. Сите бараат штрајкови, сите бараат од државата, од каде толку пари ќе најдеме ние пари, бе луѓе. Сите трчат по пари. Вие 87,5, другиот не знам колку, третиот колку толку, и сите бараат пари од државата. А еве исто е порачено дека не може во Европска Унија ако ги сакаме само парите на Европската Унија, но не и вредност. Нема да ни дадат пари, тука ни дават, сега ни викат дај пари, сите трчат по пари. Здравство, трче
управа за приходи, море министерства, не знам кој. Абе, чекате луѓе, бре. Ова не е избор, бе, луѓе. Пензионерите во право се може в некои други ситуации, меѓутоа не е тоа така. Така тоа. 87% го направија сега, 87,5% министерството се качија и се направи, сета гужба се направи од тогаш, гужбата се направи од кога ги донесија парите. Благодарам многу за јавувањето. Ке подсетаме и во продолжение. Внимавајте на тајмерот. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав, Тинче. Поздрав големи до вас. Благодарам. Прашањето, мислам, она што беше, дали планираат во Европска Унија Дали на вистина сакаат еве да не однесат? Не, Тинче, не сакаат. Тие само сакаат да не однесат во долгови. Сите пари, овие пари што идеа до сега, кредити, ова, она што ни дава, тие сите пари замина по Бакански острови, не знам, ваму, таму, по другите држави. Уште сакаат, уште малце да не внесат во долгови, тоа е тоа. Па еве според вас зошто чекаме амбасадорите да им залепат шлаканица на политичарите, наместо тоа да го сториме ние? Ама ние не можеме ништо да направиме. Јас мислам би влегли ние самите во Европска Унија, единствено ако се направи чистка во собранието, по моје мислење, само еден кога би дошол со двајца тројца од кај него, председателот на Северна Кореја, ама мислам дека во собранието не би останал ниту еден. А тогаш ќе влеземе во Европска Унија. Значи народот сам ќе влезе во Европска Унија, ама да ги нема никој внатре. Моje мислење е тоа. Добро, и ако имате нешто да додадете, имате уште малку време. Тоа е. А шлаканиците сами треба да си ги удрат, Тинче. И прстот ние самите треба да го ставиме со кого имаме работа. Така, големо благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав телевизија, обитувањето, различни се политичарите, обитувањето и исполнувањето. Ова што е на власт, не народна власт, светува на памет се. На памет ништо не исполнува. Дури се пазарува за државата, за јазик, за уништување на државата. Се што македонско се откажува, не Европска Унија, не кале. Сами се откажуваат се што македонски. Македонштината тоа го барат и бугарите. Тоа Румен Радев го кажува, председател на Бугарија. Тоа е се пазарено договорено. Со уставните измени, да шао со Македонија нема ништо. Тоа е разликата у политичарите. Даде опозиција и понуди обединување. 51 пратеник, иако победува, со 4900 пратеник. Економијата. Зашто не е прифатија? Затоа нема кој да ја прече да се богатат. Затоа нема кој да се пазарува потајно, а не с договори со пазарување да прават. Тоа секи и пречи. Не може да биде толку богати. Задолжување и амбасадорите тоа го гледат и ги критикуваат. Холандиски амбасадор ги критикува милиарди пари да деме, милиарди нема ги правите и се критикува. Реформи нема, демократија нема. Каква Европска Унија? Така не се оде. Француски амбасадор Тимоне и он ги критикува. Реформи, демократија, плати, судство, ништо. Напротив, се зло. Благодарам многу за јавувањето и еве твит кој што ќе го прочитаме, некако го избравме со оглед на тоа што пред малку гледачката рече дека можеби е најдобро да се донесе председателот на Северна Кореја. Нешто слично има напишано и никогаш седе само ром. Холандскиот амбасадор е во право. Најдобро да донесат од тоа европските парламентарци и тие да направат влада на 100 дена. Нека донесат нивна полиција, па нека апсат со ред. Политичари, министри, премиери, олигарси, судеи и нека им го земат целиот имот по гаќи да ги остават. А ние прашуваме дали политичарите сакаат да не остават на оваа позиција или навистина сакаат да не внесат во Европската Унија. Кои се тие кои што по оваквите пораки на холандскиот амбасадор треба да стават прст на чело
Да слушаме, добар ден. Здраво, млада дамо. Здраво. Па, вака би кажал, има една изрека, вика, живеј и остане да живеам. Значи, холандјаниве, тој тука што се правеше многу силен. Тој и неговата братија се виновни за сите овие махинации, криминали, упропастено судство, упропастени обвинителства, за сета ова турлитава се направено в државата и овие такозвани политичари, наши уствари рамолепци. Значи, они ги створија овие монструми од политичари наши. Они, тој истиот и неговите другарчиња. Значи, тој нема право да ga лами, затоа што он е креаторот на сето ова зло. Заради таа Европска Унија ние сме во ова дереже стасани, затоа што они ако сакаат најдобри намери кон нашава земја, може и да ги исконтролираат парите кај што влегува у држава во облик на субвенции, на кредити, на овака, онака, на било кој начини таму за магариња, коњи и тренирање. Значи, може да ги исконтролираат парите, него они пробаат да направат олигарси од овие, ама овие не се за олигарси, не ги бива ни за ништо. Олигарх е, може би, попаметен од сите овие наши политичари. Он ја дотера и тие неговите другарчиња и нема право да збори, така да не сум ни за ЕУ, ни за ништо, а за ред да се дотера само русинот. Поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето. Е интересен твит од Хеклер кој што напишал: а јас да го питам холандскиот амбасадор, даваат пари без механизам за следење каде и како се трошат, сами сте си криви холанѓанци, ниедни напишал. Ние ве прашуваме, еве, кој треба да се стави прст на чело по пораките на холандскиот амбасадор и зошто чекаме амбасадорите да бидат тие кои што ќе им залепат шлаканица на политичарите, наместо тоа да го сториме ние. И дали имате еве впечаток дека навистина политичарите сакаат да не внесат во Европска Унија? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте повели. Па видите, ако им веруваме на нашите политичари, работата не липши воле кај зелене траве, да ти кажам право. Зошто чекаме странците да им залепат Дали се уште го имаме гледачот? Добре, веќе споделам ја уште некој твит со оглед на тоа што се уште линиите се отворени и ве очекуваме со нетрпение да слушаме кои ќе бидат вашите одговори. Маестро Виса напишал: кец ќе добиеме на извештајот у ноември. Инаку овде имаме и ваков твит. Некој треба да му каже на холандскиот амбасадор Коп дека и Бугарија и Романија тонат во корупција и непотизам, па тие ги примија во Европската Унија. Тоа нели се двојни аршини? Ако имаме уште еден гледач, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Дали се слушаме, дали е намален тонот на телевизорот? Намален е. Одлично, јас добро ве слушам, а вие мене? Ова за амбасадорот, не знам, тој амбасадор овде кај нас е, нели, во Македонија? Да. Славо ве слушам. Ние ве слушаме, продолжете. Викам, амбасадорот дали е овде во Македонија? Да, ова е холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп. Па тој гледа што се прави во Македонија. Зашто не известува Европската Унија да не се праќаат више пари овде? И у Македонија требаше 30 години они правеа грешки. Со тие пари Европската Унија правеше грешка, Америка правеше грешка. Ако на Македонија и требаше пари, требаше под контрола да ги дават. Правите мост, правите училиште, правите болница, колку кошта, еве ви пари. Да не добија политичарите ни еден динар во рака. Тоа требаше тука. Ама тоа не го направи и сега некој ми е крив. Добро, јас сега веќе подсетам дека многу повеќе можете да добиете информација. Сега го останете со црвена линија. Еве по вашите одговори секако ќе
ве упатам сите останати да кликнете на tilma.com.mk. Насловот кој што треба да го побарате е следниот. Ги сакате парите на Европската Унија, ама не и вредностите. Заглавени сте во корупција и трупате изговори, порача амбасадорот на Холандија Дирк Јан Коп. Меѓу другото, еве што е истакнато. Што правите вие, освен што натрупувате изговори за исполнување на барања за членство? Зошто вие не ги извршивте потребните реформи пред 15 години, како и другите земји? Слушам дека Европската Унија е виновна и дека членството е заедничка одговорност. Како и тоа дека не е премногу, ве оставаме да чекате. Вистината е дека членството е ваша одговорност и вие не оставате нас да ве чекаме премногу. По децени огромна поддршка, каде отидоа парите на нашите даночни обврзници. Ние прашуваме по ваквите пораки кој треба да стави прст на чело. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Се слушаме, така? Да, одлично ве слушаме. Ај вака, новинариве наши, како да ги наречам, не знаат да ги прашаат амбасадориве, него кјутат таму, као што кјутат и нашиве политичари, и се слуги на сите амбасадори, душманите на македонскиот народ, кои што сакаат да уништат македонската нација. Јас кога би бил во негово присуство као новинар, јавно би го прашал, ама пред камери, да ми одговори дали постои друга земја како нашава што уценуваат за да влезе во Европска Унија. Дали постои друга земја што 30 години матката не и даваат ни да почне преговори и цело време со ултиматуми, смените знаме, смените име, сега бугарите ставите ги бугарски штетен договор, откажите се од историја и така натака и така натака и така натака. А како ги коментирате пораките испратени во однос на непотизмот, корупцијата? Ќе кажам све. Би го прашал, нели ни обеќаа сите кога се нацртаа тука кога го менјававме името, зошто не почнавме преговори, него Франција ни стави вето. Значи би го прашал тоа, би го прашал зошто Турција како велесила не и даваат ни да почне преговори за Европска Унија да влезе, а Турција е како слон и мравка во однос на, да кажеме, на Словенија, на Хрватска и така натака. Благодарам многу за вашето учество во црвена линија. Следствено времето доаѓаат рекламите. А по рекламите, ајде да погледнеме како одговорија инстаграмџи. Подсетувам, следете на Facebook, на Twitter, профилот на Телма телевизија на Facebook и секако клик на Инстаграм. А инстаграмџи на анкетното прашање дали политичарите на вистина сакаат да не внесат во Европската Унија, со да одговорија 23%, а со не одговорија вкупно 77%. Сега останува да ви се заблагодарам на сите вас за учеството во црвена линија, но истовремено и да ве поканам да останете со мене и секако да се префрлиме онаму каде што врти тркалото и секако се освојуваат цела оваа недела многу вредни награди. Во игра главната награда за ова петочно издание ќе биде нова првосмукалка. Се гледаме и секако слушаме за многу кусо време.